Колегите од Граѓанската асоциација МОСТ ме замолија да направаме една приказна која што, да речеме, со помош на користење на оваа алатка и една стандардна приказна која што во последно време се експлоатираат или се продаваат во македонското новинарство, во македонските медиуми. Така што јас направив една така 10-минутна приказна кај што ги вграде сите тие елементи. Првин мислев да симнам некој прилог од било кој медиум, па потоа ми текна дека колегите ние, нели новинарите, сме така една фина суетна банда која што стално мисли дека јас сум подобар, ова е најдобар, па што мене ме компарирал. Така што извлеков само една анкета. Анкета, вие знаете дека е редовен извор и показател во овој момент во Македонија. Ако нешто сакате да отсликате некоја состојба, новинарот најлесно му ќе отиде на првата автобуска станица кај што чекаат и првите тројца ќе ги прашат: ти што мислиш? А така е, и врз основа на тоа се гради приказна дека да, тоа е така. Или ако некој ви каже нешто друго, ќе го избришете тоа другото, ќе го пуштите тој кој што е во ваша позиција. И токму поради сите тие работи македонското новинарство постојано, нели, ние велиме дека сме на дно, постојано така не оценуваат, а јас би рекол дека повеќе не сме во дно, туку веќе во тињата на дното. Така што во тињата знаете како се пропелкаме сите, таму е матно, па и информациите се матни, дефинитивно, и далеку од она што е реалната слика. Во овој момент информации и градење на една стандардна новинарска приказна имате врз основа на тоа уредникот што ќе ви насочи, или врз основа на тоа што него одозгора му посочиле, или имате копи-пейст комбинација, чекате од она од диригираните агенции кои што го направиле како информација, па младите неупатени колеги им велат: видете, прочитате таму, ќе направат копи-пейст и ќе кажат дека тоа е тоа. Или има една реална друга приказна која што, да речеме, заради тоа што сите се речиси се потепа ангажирајќи се да го покријат протоколот на владата, а не да истражуваат информации, значи нема простор за истражувачко новинарство, нема, затоа што тоа бара време, црпење, барање на податоци, споредување, компарирање, и оваа алатка која што сега имаме, мислам дека ќе помогне и ќе направи еден, ако ништо друго, ќе го скрати времето на истражување, па ќе отвори една можност да се направи нешто што се потпира врз реални податоци, врз реални бројки, а не врз перцепции.